Мојот гостин Антонио Димитриевски денувиве е многу актуелен. Го гледавме и тука во Ја сакам Македонија како промотер на Вевчанскиот карневал. Меѓутоа, пред крајот на годината Меморија направија еден спектакл, 35 години постоење, ги собраа сите членови и имавме можност да видиме едно навистина несекојдневно случување кога многу музичари кои што биле дел од овој култен бенд се појавија на сцената на Младинскиот културен центар и беше едно навраќање низ времето, па и ние утринава ќе направиме едно такво навраќање низ времето. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро или добар ден, кому како му се разделило. Најпрви за вашите гледачи, за вас овде во студио Елена и задоволство ми е секогаш кога сум во сито телевизија. И нам ни е задоволство да пиеме. Ние веќе испивме прво утринско кафе, сега сме со води, меѓутоа покриени и расунети. Она што го добив како, па нема да речам критики, туку како коментари, дека сте направиле експлозија. Мене ми е многу жал што не присуствував, сте направиле експлозија и дека баш било како пред 35 години целото тоа навраќање. Како се чувствуваше ти како повторно дел од бендот кој што, ете, можам да кажам дека најмногу те прослави како инструменталист, како музичар? Види, генерално повеќе од 35-40, да не види дека те поправам, ама така е 85-та е концертот 2025-та, значи од прилика доаѓаат 40 години. Како да ти кажам, тоа ти е како кога повторно доживуваш љубов, како кога, не знам, ќе ти се роди едно дете, па ти се роди повторно второто дете, како кога една од најубавите работи во животот која ти се случила, ќе ти се повтори. Се разбира, не е исто, повозрастни сме, поинакви емоции имаме, поинакво искуство пред се имаме, ама возбудата е подеднакво иста и тоа е самата средба со публиката таа вечер. Исто еднакво и повеќе возбудливо можеби беше и средбата меѓу нас. Некои меѓу нас се нема видено по 25-30 години од кога сме ја напуштиле групата или по секој по своја работа, секој по свој пат. Имаше луѓе кои не живеат во Македонија, па дојдоа после толку време да се видат со оние со кои некогаш свиреле и кога прв пат се видовме на пробите беше првата возбуда, а се разбира онаа средба со публиката е, како да ти кажам, исто како буквално исто како првиот пат кога сум издавал пред публиката, такво беше чувството, таа емоција ја имав во себе. Им реков на гледачите и спомнавме, сакам да се вратиме и низ времето, пред да станеш уредник, пред да станеш автор на многу значајни проекти кои што се трајни, кои што долго време екзистира и морам да кажам оставија печат за многу генерации. Си бил познат како дел од бендот Меморија, си бил познат како тапанар, претходно имало и други некои бендови и така натаму, ама како почна со тапаните? Знаеш како, ние бевме генерација која не живееше со Цеца и Јаца Лукас, туку живееше со една поинаква музика, светска, но и домашна или ексју, ако сакаш повеќе, заради тоа што таа Југославија беше искрено речено трета светска сила после Америка и Англија, односно Обединетото кралство и Соединетите американски држави, имаше трета сцена на светот. Не беа тоа ни Бугарија, ни Чешка, ни Полска, ни Унгарија, ни кои сега се можеби нешто друго во однос на тоа, ама Југославија имаше такви бендови, такви пеачишта, такви едноставно медиумски ликови на кои сите се палеа и беше атрактивно не само заради тие кои ни се поблиску, туку и заради во светот, како, не знам, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, еден куп, Pink Floyd и така натаму, еден куп бендови кои ги возбудуваат тогаш младите, а како да ти кажам, грото од музичарите почнаа да свира заради тоа што девојките сакаат таа музика и за да бидеш некако поблиску до девојчињата, се разбира не секој, некој тргна во водите на спортот, некој тргна во водите на науката и така натаму, ама оние кои има можност, желба, па и дарба од Бога да влетаат во музичките води, го правеа тоа и беше многу атрактивно и популарно да си член на бенд. Така тргна целата работа од некои гимназиски денови,
не знам, втора-трета година, свирав по некои групи претходно Измислен правец, потоа Time Out, со кои веќе и првите снимки ги направивме, и првите настапи во денешниот МКЦ Дом на млади. Дојде време да се оди во војска. Јас во војска, овиот бендот беа година дена помали, па јас се вратив, тие отидоа и останав таа година слободен. Во меѓувреме Перока ми каза, кој свиреше со многу претходно бендови, имаше и повеќе искуство од мене, веќе ја направил меморија како театарски проект, музика за театар, со еден од првите членови клавитуристот Дејан Миновски, и случајно се сретнавме, тогаш излегувањата, може ќе позборуваме и за тоа каде и како се излегуваше. Се собиравме на одредени места, ја го фатив оној дел кога умираше корзото, а се појавуваа првите кафулиња, и подоцна ова најново време, бидејќи долго бе Ферген до 42-та. Така да излегував многу. И се сретнавме на едно место, кај си шопреш, свириш, не свирам ово, она, знаеш, бенд сакам да правам, имаме нешто слушни, ми пушта музика, мене ми се допадна, тоа модерно звучеше како она време на новиот романтизам, која беа, не знам, Дюран, Шпандау, Балет, Classics, тие таквите Human League и така натаму, таквите бендови. Викам, види, интересно е. Така се собравме, практично меморија од театарски проект прерасна во бенд, подосна ја го донесов првиот пејач, покојниот Зоран Илич, Перо го донесе Душан Трпковски Ринго, со кој свирал претходно, и заедно со него и Дејан Миновски настана меморија. Интересни времиња, и она што е интересно, дека настапуваш сега во Младинскиот културен центар со Нена. Не знам, не сум ти кажала, Нена ми е омилена песна од меморија и одам за секогаш. И баш ти беше за тапаните на тие песни. Зошто токму тие две песни ти ги отсвира? Види, ние кога го правевме концептот за овој, како да кажам, кој го нарековме музички времетлов или патување низ времето, беше состоен од концепт од два дела. Првиот беше изложбата, која 7 дена претходно беше отворена, која се состоеше од фотографии, артефакти, значи јакни, палици, трзалици, гитари од времето кога сме свиреле, и фотографии кои ретко биле видени или сосема невидени, кои беа зголемени на огромни формати, направени, прилагодени за изложба. И таа траеше во Младинскиот културен центар 7 дена, се до моментот на концертот, односно уште еден ден подоцна, кога беше затворена. Концептуално се договоривме концертот да биде по фази. Од првата фаза кој како почнал, па до оваа денешна последнава. И тоа така се случуваше. Во првата фаза беше природно и логично да се појават Дејан и Перо со првата песна која направи, која Перо ми ја пушти на диктафон за да ја чујам кога се видовме пред да го направиме бендот, и така ја отсвира, само нов аранжман Дејан ја спремал, и наместо неговата сестра која тогаш пееше, сега неговата сопруга, беше интересно, таа е германка со италијанско-полско потекло, пееше на македонски, беше многу интересно тоа да се слушне. Веднаш потоа дојдов ја, оти веќе во бенд фазата, бевме јас, Дејан, Перо и Ринго кој се појави. За жал, Зоци не можеше да биде со нас. Зоци е покоен од 2019 година, и на неговото место нормално подсе отпеа Нена. Нена беше првата голема песна, всушност која меморија лансираше на Радио Брановите во Радио Етерот. Нена беше првиот хит и остана еден од вечните евергрини. И денес гледам дека се врти, се свири по разни тезги. Бидејќи ми е омилена песна, да ми откриеш, постоела ли Нена? Нена постоеше, беа две Нени. Едната Нена беше она вистинската, германката, која пееше Neue Luftballons, голем хит од тоа време. И мислам дека на Перо му се свиѓаше како изгледа, на сите нас, ама не му се допаѓаше физички како изгледа. А постоеше уште една Нена која не е Нена, не се вика Нена, ама личеше во имиджот
оваа нена. Ти пак жена била инспирација, така е, дефинитивно. И едната му беше мора да откриам нека не се лута девојка на перо во тоа време. Така ли? Со другата јас имав некакви шеми и контакти, ама тоа ќе го оставам да остане во делот на интимата. Така што тоа беше всушност инспирацијата да и песната биде така насловена и да биде во тој фазон. Одам за секогаш од втората фаза, каде што и други музичари се појавија на сцената. Тогаш со нас свиреше Гуру Харе, Игор Атанасовски, и тој беше на концертот. Свиреше Александар Стефановски Јаблан, кој беше претходно голема звезда од Триангл. Триангл беа мега група уште многу одамна, од крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите. Свира некои други музичари, беше Нино Бошњаковски, кој исто тогаш беше со меморија, а останав јас и јас бев практично до првиот албум во сите постави. И сега ако гледаш вака логички, требаше ја да свирам половина концерта, ама како овој дедо Антонио не седнал 35 години за тапаните, беше проблем. Тоа е како возење велосипед и како некои други работи, не се заборава, ама ако не го тренираш, можеш да се избрукаш, нели, ако не си во кондиција. И за да не биде така, не имавме само 2 проби, толку беше просторот, 20 на луѓе се на бина, треба секој да има парче од колачот, така, свој дел. И рековме, добро, 2 песни можам да издржам, супер е за сега, со 2 проби, 2 песни се топ. И ги избравме тие кои беа најпопуларни од тоа време во кое јас сум бил всушност. Гледачите видео и фотографии од тоа време, сите имате некои интересни фризури и гардеробата. Така беше времето, имиджот. Занимлива. Дюран. Така, се случувале сериозни турнеи, Србија, Бор, Ниш, Белград, низ цела Југославија сте излегувале. Можеш ли малку да се вратиш во тоа време? Како беше да си дете на Југославија? Велат се што е добро било произведено токму тогаш. Како да ти кажам, по јус, ако не си по јус, онда си, како да ти кажам, безалкохолен ко џус. Баш? Југославија беше приказна за себе, беше по многу нешта држава, се разбира и по многу, имаше и многу негативни појави, но не би влегол во политиката, ќе навлезам во делот на музиката, субкултурата и културата. Спомнав на почетокот, беше трета сила, гарантирам, во светот по зборам за рок-н-рол. Не зборам сега што има Бразил самба или не знам имаат кубанците мамбо и така. Тоа е друг, тоа е фолклор. Зборуваме за она што е рок-н-рол. И исто беше, конкуренцијата беше многу пожестока. Ние се овде се бориме меѓу себе, дали ќе биде, не знам, Тамара или Антонија Гиговска, дали ќе бидат, не знам, овој или оној бенд, ама тогаш ти се бориш со најголемите бендови во Југославија. Бевме млад нов бенд, мислам дека еден новинар од Србија беше дојден во Македонија по некакви други основи на размена, се запозна со една позната македонка, нема да кажам кој е, да не растураме бракови. Енциклопедија си. Како нема ми пуша време. И се доаѓаше често во Скопје и дојде таква, чинам идеја да тој напиша за нас дека Меморија бенд кој не слушал, ветува голем ваму таму, и напиша во едно познато списание, ИТД се викаше тогаш и беше многу читано. И таму ги имаше оние топлисти на Таш 202 и така натаму, кои беа практично радија, како ти се појавиш на 202, тоа е, нема, плафон си. Не повикаа да гостуваме, ама за да не биде гостување само на едно место, се случи хет-трик за една вечер, што би рекле овие фудбалерите. Свиревме 3 концерти, скратени не цели, по 1 час, на 3 места. Свиревме на Таш 202, значи радиото пренесуваше во живо, каде што настапуваа бендови од цела Југославија. Свиревме потоа во Дом омладина или нивниот дом на млади. И веднаш на крајот во Ликовната академија, тоа беше едно култно место каде што во тие 80-ти, почетокот на 80-ти свиреле оние бендови од Новиот Бран, од Идоли, Шарло Акробата, а подоцна и ЕКВ и сите, така беше место на кое стварно е врв.
И така што Белград така ние го освојувавме. Подоцна дода и концертите во Бор, одевме во Ниш, во Зајачар и така натаму, така што Меморија беше еден од првите бендови кои ја изнесе Македонија надвор од границите на Македонија или македонската музика, при тоа пеевме на македонски, така што имаме една таква предисторија што е денес многу тешко и да не речам мисловна именка. Ќе ни ги спомнеш ли местата каде што свиревте во Скопје и тука, бидејќи нема многу време, сакам да го спомнеме еве како некогаш се редат работите. Денес ќе биде и комеморацијата за Драган Бесоточка Костиќ. Му благодарам многу, тука имавме фантастично интервју, пака како со тебе, што со прераскажување така уживав исто и со него. И многу ми е жал што конкретно годината замина. Сакам некако да се навратиме и на тоа време и на спомените што ги има Меморија со него. Види, Костич беше човек кој ги обележа или одбележа, а да не речам и трасираше и формираше кариерите на многу луѓе. Не само на Меморија. Од Бонтон Дарио преку еден куп бендови и пејачи кои подосна стана имиња и презимиња во Владо Јанески, Кукулеле и така натаму, да не ги споменувам сега сите, па и Меморија нормално. Како деца бевме тие кои го слушавме диско селектор на транзистор со уво и чекавме да пушти песна, ама да нема реклама или джингл за да можеме да ја снимиме. Оти беше енциклопедија и беше изворна музика, друга немавме. Како тинеџери се смеевме и забувавме со Радио Урневес, подосна како колеги се запознавме лично, претходно во култната дискотека Турист, каде што Костич меѓу другото беше и диџеј, каде што ние ги бркавме девојките, го молевме и прашувавме кога ќе дое време да пушти Сентиш за да можеш да поканиш на танго. Леле, кукубаво. На малку романтика, чекавме да дојде 9:30-10 од прилика, тука беше меѓу 10, бидејќи во 11:30 сега се палеа светлата. И подосна во македонската радиотелевизија, каде на некој начин мевме колеги, тој во македонското радио, јас во македонската телевизија, ама цел живот го зборував тоа и сега со петиот го зборувам, иако со полно срце, ама некако празна душа, оти не е повеќе меѓу нас, ама сепак е. Мислам дека живее во нас, живее преку неговиот фантастичен лик, преку неговиот еден благ, питом карактер. А скромен. Една скромност, еден убав, милозвучен глас, а од друга страна еден пријател безпрекорен, од друга страна учител. Значи живее преку неговите дела, преку неговото пренесено знаење во нас. Така што, Драгане мој, и кога те нема, најприсутен си тогаш. Така е. Точно е во диско селектор дека прв пуштил ваша песна? Точно е дека пуштил прв ја пушти Неда, прв ја пушти Одам за секогаш, која е всушност кавер верзија преработка на еден американски хит кој перо 86-та, така чинам беше 6-та или 7-та, беше има роднини во Америка, се врати со куп плочи и вика, ова многу добро, има 2-3 песни и бираме која да ја преработиме на македонски. Прво мислевме Take on Me од Аха, ама беше многу електроника па тешка, а и позната, стана многу брзо и викам, ова никој не ја знае, таму 146-та е на топ листа, ама е добра. И ние ја правиме, пуштаме, му ја даваме на Драган Костич и Костич вика, супер е песната, пушта на радио, и вика, а сега доаѓа до половина песната, вика, а сега слушате го, мислам дека инспирацијата, не знам се во негов стил, некам да карикирам, и ја пушта как Рабин When your heart is weak. Ние колку радосни, толку вака ста писани. И после тоа, знаеш, имаш полемика, зашто, како на крај, кога ќе сватам од денешно време, таква услуга не можел да ми направи. Никој не можел. Да ми бил татко, не би ми направил таква услуга, на вистина. Денеска се случува и на таква комеморација, ќе бидеш присутен, ќе бидеш водител на истата. Жал ми е што, како да ти кажам, се подсетуваме на овој начин на луѓето кои велам ги нема повеќе, од друга страна, драго ми е што можам да зборувам за човек кој со чија на чие искуство и на чија работа се темели и мојата кариера. Така.
и не само мојата, споменав на многу музичари, ама и на многу колеги од нашиот еснав, од новинарскиот, водителскиот. Денес ќе се подсетиме на нашиот пријател, на нашиот колега и пред се на нашиот учител, од кој многу научивме, затоа што во наше време ги немаше овие алатки што ги има сега од интернетот па до јутјубот и сите останати социјални мрежи. А можам сам како му било него, кога тој почнува, кога тој работел, како успеал да се снајде. Мислам дека уживал. Така што ја сакаше работата. Така е, но го поминал оној трновит, макотрпен пат кој е 10 пати потежок колку денес кликнеш па имаш се ти од Бога дадено или од Google, ако повеќе сакаме да кажеме, таму немаш ништо, па мораш сам да се снаоѓаш. Се снаоѓавме и ние, ама му благодарам, го имавме и него. И нема многу време, многу ми е жал. Имам уште прашања, сакав да се поврзам со денешнава сцена. Се надевам ќе ми простат од Риџи, ако можеш барем во една минута да ми го кажеш тоа, зошто ги немаме веќе проектите како Македонски радиски фестивал, Марс, зошто некако музичката сцена тогаш не се знаело кој да биде прв на листа. Сега не се знае дали воопшто може да се направи листа. Види, може и сега да се направи листа. Жал ми е што има еден друг проблем, всушност има низа на проблеми, ама тоа е, како да ти кажам, за да не губиме време, тоа е приказна за некои други прилики, можеби не и за утринска програма, туку за некои други дебатни емисии, во кои е инволвирана политиката и медиумите. Мислам дека едното и другото се директните виновници што денес сцената ни е таква каква ни е, односно не е лоша сцената, туку нема простор каде да се експонира и протежира, од друга страна широко им отворено полето на сите кои доаѓаат од надвор да го соберат кајмакот, при тоа ништо да не остават ниту за државата, ниту само да испразнат касата, да не остават ништо ни за било кого осем за себе. И тоа е една, велам, друга тема. Генерално имаме музика. Немаме каде да гледаме и слушаме. Во прайм тајмот зборувам, заради тоа што програмите се насочени така како што се насочени. Тоа е една работа, а втора работа, државата не направила ништо за кој како стигне да влезе да ја копа и ора, условно речено, а при тоа ниту работни дозволи, ниту дозволи за престој на странци, ниту платен однапред данок, ниту договори или договори на минималец, а парите во кеш на максималец, и да не зборувам за другите услови. Тоа е проблемот што ние не можеме да го поминеме Табановца. Јас ти благодарам многу, ти благодарам и што не врати во времето, што ни направи еден преубав спомен за Драган Басоточка Кустич, и многу ми е драго што во оваа емисија барем ти го направи сето тоа за него, затоа што беше доаен, легенда жива и за нашата професија, а понатаму и за музиката. А ти се надевам дека ќе ги вратиш и Марс, и 12 величинствени, сите оние манифестации кои што ги правеше и кои што има значение на нашата културна сцена. Ти благодарам за можноста да гостувам. Манифестациите не зависат само од еден човек, не мора да бидам ја, може да биде било кој, зависат од слухот на, како се вели, на државата, затоа што културата е скапа и веројатно некому тоа не му одговара или му е многу скапа, ама некултурата е уште поскапа заради тоа што последиците од некултурата се евидентни, се гледаат подоцна, ама се катастрофални. Без помош на институциите на системот не може да постојат ниту такви манифестации. Тие не се комерцијални за да се прават пари. Тие се манифестации во кои треба да се создаваат, односно потенцираат и вреднуваат вистинските вредности. Ти благодарам.